Од денеска, тестенините и млечните производи се со намалени цени од 10 до 15%. Граѓаните кои уште утринава пазаруваа во маркетите ни Штип, потврдуваа дека намалувањата се според очекувањата. Намалиле го млекото, намалиле го. 57 денара. 64. Има многу малку. На млекото многу малку има. Па 60 ден и 57. Има, на млекото има. 28 сега. А колку беше? Беше 34. Задоволни ли? Добре. Нема намалување, нема ништо. Па нема исто. Ја шеќер зема зетин и лепче. Нешто има, ама нешто нема. Што е намалено? Па што е само зетин. Колку? Па има 120, 118. 160 инспектори од Државниот пазарен инспекторат се на терен и детално ги контролираат цените на оние производи кои се офатени во владината одлука за замрзнување на цените. Апелирам како директор, бидејќи имаше 6 дена период да се прилагодат трговците за почитување на оваа одлука, апелирам истото тоа да го направат, бидејќи по законот за трговија и санкциите се високи од 800 до 10.000 евра. Од владата апелираат до сите увозници и производители сами да ги намалат цените, бидејќи суровините и енергенсите се драстично поевтини. Само преку практикување на начелата на општествена одговорност и солидарност можеме да градиме општество базирано на цврсти темели кое ќе промовира солидарни и трајни вредности помеѓу нашите граѓани. Дополнително се работи на нови анализи и од април се очекува намалување на цените на други производи, но и нов пакет мерки за помош. До крајот на наредната недела ние ќе подготвиме информација до претседателот на владата со детална анализа за речи секој производ и согласно тие анализи ќе се дизајнират, креират новите мерки кои ќе следат најверојатно во април. Мерките ќе бидат насочени и кон стопанството, и за тие сектори кои ќе покажат општествена одговорност, а секој дека ќе бидат насочени и директно кон граѓаните. Од утре започнуваат анализите за замрзнување на цените на јајцата, шеќерот и зејтинот, а подоцна оваа листа веројатно ќе се дополнува. Одлуката за замрзнување на цените е на сила до 31 мај годинава.